Добро вечер. Андол, парацетамол, линекс, ефералган, проспан и витамини. Ова се само дел од вкупно 108 лекови и препарати, кои граѓаните ќе може да ги купат и во супермаркетите и на бензинските пумпи. Министерството за здравство ја изготви листата на така наречени лекови за самолекување, кои граѓаните најчесто ги земаат при првична помош на здравствени потешкоти без да се јават на лекар. Со оваа информација ги започнуваме денешните урбани вести. Останете со нас и видете што подготвивме за денеска. Се чистат каналите на територија на општина Газибаба. Голема хуманитарна акција за собирање стара облека и играчки. Олеснување при остварување на правото на ортопедски и други помагала. 3 нови мерки за вработување ќе опфатат 1670 невработени. Промовирани 2 монографии од едицијата Македонски дејци. На територија на општина Газибаба започна чистењето на каналите согласно годишната програма на водостопанство Скопско поле за одржување на каналската мрежа за одводнување на територијата на општина Газибаба. Според програмата, оваа 2014 година треба да се исчистат од 20 до 25 километри каналска мрежа во општината, зашто општина Газибаба од својот буџет издвои средства во висина од 3,8 милиони динари. Прилог на Томислав Атанасовски. Општина Газибаба уште од 2010 година помога на индивидуалните физички лица водокорисници со превземање на обврските за плаќање на воден надомес за одводнување на јавното претпријатие Водостопанство Скопско поле. Овој надомес се користи за редовни навремено чистење на каналската мрежа на подрачјето на општина Газибаба од страна на Водостопанство Скопско поле со цел спречување на евентуални поплави на земјоделското земјиште и други површини на подрачјето на општината и се овозможува подобрување на течението на реките. За таа цел на територија на општина Газибаба започна чистењето на каналите согласно годишната програма на Водостопанство Скопско поле. Градоначалникот Тони Трајковски, директорот на јавното претпријатие Водостопанство Скопско поле, денеска направија увид на состојбата со каналската мрежа во општина Газибаба. Акцент на оваа акција ќе биде ставен на терцијалната мрежа во населените места. Денеска сме на терен заедно со директорот и представници од Водостопанското претпријатие Скопско поле. Целта на денешната посета е да ја увидиме ситуацијата со каналската мрежа и да поразговараме за планираните активности за 2014 година. Општина Газибаба согласно буџетот и програмите за оваа година предвидено и оваа година околу 3.800.000 денари што ќе ги издвои за одржување на каналската мрежа. Тоа во континуитет го работиме заедно со Водостопанското претпријатие Скопско поле. И навистина веќе видливи се резултатите години наназад. Каналската мрежа одлично функционира. Се надевам дека со овие активности, како што напоменав, и спремни ќе дочекаме доколку дојдат одредени поройни дождови, повеќе врнежи, дека нема да имаме проблем со одредени високи подземни води и поплави како што беше во случај пред 7-8-10 години. Денеска сме малку на терен излезени да видиме каква е ситуацијата со каналите пред пролетнава сезона, кога се знае дека се очекува да има поголеми врнежи. Ние со општината Газибаба имаме одлична соработка во последните 5 години, значи заеднички правиме планови секоја година за чистење на каналската мрежа и детектираме тие проблематични места кои се. Претходните години удивме акцент на главната, на примарната и на секундарната терцијална мрежа. Оваа година договараме со градоначалникот и со локалната самоуправа, значи поголем акцент да удриме сега и на терцијалната мрежа, меѓу населеното место, таму каде што има проблеми. Се надеваме дека како претходните години, така и ова успешно ќе завршиме работата. Минатата година очистивме негде околу 22 километра во општина Газибаба. Пумпите во Тауер функционираат безпрекорно, значи секоја година ги држуваме добро. Знаеме, тие се срцето на системот, целата вода што е од главниве канали се извлекува преку пумпите во Тауер во река Вардар. Тие се со капацитет инсталирани негде околу со 2800 литри во секунда, кога работат сите 3 пумпи. Значи ги пуштаме по потреба, или една или две, ретко се користи третата пумпа. Се надеваме дека ќе немаме поголеми проблеми оваа година. 50 километри е каналската мрежа во општина Газибаба, а за оваа година планирани се да се ичистат од 20 до 25 километри. Изминатата година и чистени беа 22 километри каналска мрежа на територија на општина Газибаба.
Моментално се чисти каналот во населените места Дрма и Дризово, а во периодот што следи ќе бидат исчистени и останатите канали кои се наоѓаат на територија на општина Газибаба. Градоначалникот Трајковски упати апел до граѓаните на општината максимално да ја подигнат свеста и да придонесат за одржување на каналската мрежа. Средствата за оваа намена се издвоени од општинскиот буџет за 2014 година во висина од 3,8 милиони денари. Денеска во Порта Македонија беа промовирани монографиите за Пере Тошев и Апостол Петков, револуционери и визионери за македонската самостојност. Иако за овие луѓе многу малку се знае, тие со своите дела заслужиле високо место во македонското општество. Две нови монографии од едицијата Македонски дејци денеска ја доживеа својата промоција. Станува збор за монографиите за македонските револуционери Пере Тошев и Апостол Петков на авторите Михајло Миновски и Ванчо Ѓоргиев. Ова е капитален проект во кој е предвидено да се расветли ликот и делото на 31 револуционер, за кој досега македонската јавност немаше доволно информации. На промоцијата присуствуваа министерот за образование и наука Спиро Ристовски, министерката за култура Елизабета Канчевска-Милевска, автори, како и представници на академската заедница. Ристовски потенцираше дека едицијата Македонски дејци со безрезервна поддршка од владата на Република Македонија и во иднина ќе продолжи да ја одгатнува мистеријата за ликови и историски моменти за кои македонската јавност знае малку или пак воопшто не била информирана. Авторите на монографиите Михајло Миновски и Ванчо Ѓоргиев говореа за животот и делото на македонските револуционери Пере Тошев и Апостол Петков, за нивното значење за македонската историја. Работи за Пере Тошев, кој што со право и современиците, а и другите кои пишувале за македонската револуционерна организација, го свестуваат во редот на четворицата великани или апостоли на македонската револуционерна организација: Гоце Делчев, Ѓорче Петров, Дамјан Груев и Пере Тошев. И секако ова што сега го представуваме, тоа го покажува и докажува дека тоа е неговото вистинско место во поновата историја на македонскиот народ во илинденскиот период и неговата улога во македонската револуционерна организација. Дека се помалку ќе ја пееме она наша македонска народ е македонски, не знаеш кој си и што си, другите те знаат, бидејќи се надевам дека оваа фама ќе биде разбиена со оглед на тоа што веќе едно 30 ликови ќе бидат осветлени, представени пред нашата јавност, низ наша призма и низ наш поглед. Во контекст на овие зборови оди ликот и делото на војводата Апостол Петков, човек за кој што кај нас многу малку се знаеше малку нешто од она што го имаше забележено своевремено американскиот новинар и публицист Алберт Сониксен, меѓутоа сето друго понатаму што беше направено беше некако колку да се забележи дека постоела таа личност, но никакво сериозно научно истражување. Ова е втора поред промоција на која се промовираа монографии од едицијата Македонски дејци, а до крајот на годината се очекува да бидат промовирани уште 25. Воведување нова група помагала и кратење на посетите на годишно ниво кај матичниот лекар и подрачните служби на Фондот за здравствено осигурување се новите олеснувања во остварувањето на правото на ортопедски и други помагала. Овие измени во правилникот за индикации за остварување на правото на ортопедски и други помагала стапија на сила на 1 февруари, а со нив се опфатени приближно 8200 лица. Фондот ќе обезбеди и безглутенско и безпротеинско брашно и млеко. Прво се воведуваат нови помагала, односно суплементи за дигестивни и метаболни заболувања. И втората група на промени повторно доаѓаат од самите осигураници како иницијатива, а се однесува на олеснување или подлесно доаѓање до
4 групи на ортопедски помагала. Првата промена е воведување на безглутинско брашно за пациентите кои заболуваат од дијагнозата Рет синдром и воведување на безпротеинско брашно и млеко за оние пациенти кои што заболуваат од фенилкетонурија. Ова се група на осигуреници или пациенти кои што доколку ги внесуваат овие два протеина, нивното здравје ќе биде сериозно нарушено и токму затоа во секојдневната исхрана мора да користат безглутенско или безпротеинско брашно и млеко. Станува збор за 13 пациенти, значи станува збор за помала група на пациенти кои што се пријавиле во фондот. Не сме сигурни дека се сите, мислиме дека има уште неколку, но тие досега плаќале месечно од 4.000 до 20.000 денари од својот джеб за да можат да се исхрануваат на начин кој што им обезбедува ненарушување на нивното здравје, а од сега тоа ќе го прават на товар на фондот. Стопанска банка се вклучи во програмата за практиканство. Со програмата за практиканство се планира да бидат опфатени млади невработени лица до 29 годишна возраст, активни баратели на работа, кои имаат завршено најмалку средно образование, преку нивно вклучување во програми за практиканство за период од 3 месеци. За спроведување на оваа програма ќе се исплаќаат по 6.200 денари за лице месечно, со вклучен персонален данок на доход и осигурување во случај на несреќа при работа и професионално заболување. Министерот за труд и социјална политика Диме Спасов истакна дека на овој начин се придонесува за зголемување на вработливоста кај младите невработени лица, со што превентивно се делува и се овозможува тие подготвени да се вклучат на пазарот на трудот. Ова е всушност и целта на програмата за практиканство, за која веќе е распишан оглас со кој што ќе се обезбеди поддршка за евидентирани невработени лица до 29 годишна возраст, за истите да се стекнат со одредени практични знаења и вештини. Годинава со оваа програма се планира да бидат опфатени 319 лица и за таа цел се обезбедени средства во висина од 5.150.000 денари, рече министерот Спасов. Спасов ги информираше представниците на Стопанската банка АД Скопје и за програмата Обука кај познат работодавач, која што има за цел на евидентираните невработени лица да им се обезбеди определено ниво на знаења и вештини за работодавач, кој има утврдено определени потреби за работни места. Со обуката се овозможува стекнување и дополнување на знаења и вештини на евидентираните невработени лица заради нивно полесно вработување. Министерството за труд и социјална политика и Агенцијата за вработување на Република Македонија планираат во 2014 година да се опфатат 1125 лица. Средствата за оваа намена се во висина од 22.580.000 денари. Со обуката ќе се опфатат невработени лица со основно и средно образование и вештини блиски на потребите на работодавачот. Подготовката за вработување трае до 3 месеци, со обврска работодавачот да вработи најмалку 50% од вклучените лица во обуката и да не го намали бројот на вработените на неопределено време во рок од 6 месеци. Висината на паричната помош на невработено лице, односно работникот, вклучен во подготовката, изнесува 5.700 денари месечно, плюс надоместување на трошоците на работодавачот за менторство и обука, информираше министерот Спасов. Воедно Спасов упати апел до сите работодавачи да ги следат позитивните примери и сите заеднички да придонесат за подобрување на состојбата со пазарот на труд, но и до сите невработени да се вклучат во активните мерки преку кои побрзо ќе дојдат до вработување. Покрај огласите за програмата за практиканство и програмата Обука кај познат работодавач, објавен е оглас и за мерката Обука за задоволување на побараните занимања на пазарот на труд. Невладината организација Урбано општество во соработка со Основното училиште Лазо Ангеловски и Министерството за труд и социјална политика од вчера почна со реализација на голема хуманитарна акција за собирање стара облека и играчки.
Облеката и играчките, што ќе се соберат, ќе бидат донирани во неколку домови за деца без родители и родителска грижа. Собирните пунктови на акцијата, која ќе трае до сабота 22 февруари, ќе бидат поставени во основното училиште Лазо Ангеловски во Ново Лисиче. По завршување на акцијата, собраната облека и играчки ќе бидат донирани во некои од домовите. Општина Аеродром апелира до граѓаните да ја покажат својата хуманост и масовно да се вклучат во акцијата и на тој начин да им помогнат на децата без родители. Наместо да ја фрлате старата облека или пак да ви собира прав во подрумите, како што вели Мартин Серафимов, председател на невладината организација Урбано општество, подарете им ја на децата на кои им е потребна, а тие вечно ќе ви бидат благодарни. По двомесечна пауза вечерва продолжува фудбалската лига на шампиони. По 12 години пауза германските ски скокачи освоија екипен златен медал на зимските олимписки игри. За овие и останатите вести од спортот по рекламите.